Добар ден и од мене. Задоволство е секогаш да се биде дел од нешто што се гради. Ја користам ова прилика да му честитам на Тони, на советниците од коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН, за сето она кое што и покрај отежнатите услови се случува овдека во Битола и покрај сите оние ситни политиканства кои што се водат во советот на општина Битола, а имајќи ја предвид и оваа, би рекол, ненародна и криминална влада на ДУИ поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, сепак тие наоѓаат начин како да реализираат проекти кои што беа дел од програмата која што беше представена пред битолчани во 2021 година. Исто така би сакал да им честитам и на пратениците, на пратеничките од овде од Битола, кои што при секој носење на буџет, при секој ребаланс се обидуваат да додадат вредност овдека за Битола, некој проект повеќе, но за жал од страна на владата нема разбирање за Битола и битолчани. Зошто? Затоа што градоначелник е Тони Коњановски на предлог на ВМРО ДПМН и коалицијата и они на тој начин ги казнуваат битолчани. Сега ќе видите, бидејќи вие не гласавте за нашиот кандидат, сега ние вас ќе ве казнуваме. Исто така би сакал и да им честитам на луѓето кои што ги управуваат јавните предпријатија, бидејќи голем дел од овие активности, колку што разбрав од градоначалникот, се прават со сопствени средства, односно локалната самоуправа, така. Тоа се луѓето кои што ги управуваат, менаџираат и навистина даваат надчовечки напори за да се стигнат оние рокови кои што се предвидени за да се завршат овие проекти. Сакам исто така да напоменам дека набрзо од денеска, за неколку месеци од денеска, во Македонија ќе има нова реалност, ќе има нова влада, предводена од ВМРО ДПМН и согласно нашиот основен план и согласно нашата основна политика, а тоа е реалокација на средства од централниот буџет назад кон општините, според оној пондер кој што го планираме, и тоа ќе биде коалициски договор, доколку некој не се согласи со тоа, ќе нема честа и можноста да биде со ВМРО ДПМН во коалиција. Согласно тој план, отприлика некаде околу 11,5 милиони евра годишно ќе бидат реалоцирани за проекти овдека во Битола. Тоа значи 46 милиони евра за 4-годишен мандат за капитални инвестиции и на тие средства се дополнително средствата кои што ги има општината во својот основен буџет планирани. Значи еден исклучително голем инвестициски циклус ќе биде за капитални инвестиции во Битола. Тој ќе опфаќа многу улици, многу нов асфалт, ќе опфаќа канализација, ќе опфаќа водоводи онаму каде што тие се потребни, спортски комплекс кој што е ветуван и кој што конечно треба да биде направен, она кое што можеби ќе ги израдува најмалите, тоа ќе биде тој базен кој што го планираме, конечно да се направи тука влезот од Прилеп, влезот од Ресен, така натаму. Значи градинка, училиште кое што му е потребно, сето тоа ќе бидат проекти кои што идната влада на ВМРО ДПМН планира да ги инвестира овдека во Битола, на тој начин да го лесни животот на битолчани и да го направи достоинствено онака како што само Битола заслужува. За мене секогаш е чест и задоволство да бидам овде во Битола. Како што каже и градоначалникот, често пати сум овде во Битола, разговараме за сите актуелни теми, разговараме за предизвиците, разговараме и за оние политиканства кои што се водат на локално ниво од страна на ново формираната коалиција помеѓу Левица, поинаку и СДСМ, но се надевам дека заеднички ќе ги надминеме сите овие предизвици и Битола ќе биде на битолчани, нема да биде ниту на Тони, ниту на Христе, ниту на ВМРО, ниту на СДСМ. Битола е на битолчани и како така треба сите да се однесуваме зрело и одговорно, затоа што никој нема поголемо право од битолчани на Битола. И благодарам. Неколку прашања она што се случува на државно ниво. Артон Груби јавно ве повика да кажете зошто мислите дека палењето на неговото возило е криминална пресметка. Па не, јас реков криминален чин, кој што најверојатно представува криминална пресметка. Палење на возило, било чие, е криминален чин. Исто како што е и оштетено возилото на Марија Митева, односно портпаролот на ВМРО ДПМН, исто како што е оштетено возилото на Дејан Продановски, претседателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Прилеп, исто како што беше запалено возилото на пратеникот Петар Ристевски од Прилеп и така натаму. Сето тоа
представува криминален чин и не гледам зошто толкава возбуда околу тоа има лицето кое што го споменавте. А начинот на кој што тоа е направено наликува на криминална пресметка, бидејќи најпрвен собственик на тоа возило излезе дека е некое лице кое што има 35 години, за кое што овој човек кој што вие го споменавте тврди дека е успешен бизнисмен повеќе од 30 години, најверојатно почнал со бизнис да се занимава со своји неполни 5 години, па веќе 30 години е успешен бизнисмен. Потоа тој некако успеал тајно од Артан Груби да на тоа возило инсталира уреди флешери познати во јавноста, со кои што се добива предимство во сообраќајот. За тоа најверојатно лицето кој што го споменавте, Артан Груби, не бил информиран, но ете, произлезе дека е тоа така. Понатаму се поставува прашањето која е дозволата, како МВР дало дозвола да се инсталираат такви уреди, така што целиот еден сплет на настани кои што се поврзуваат со овој криминален чин наведува натаму да имаме таков заклучок каков што имаме и наместо да ја превземе одговорноста, го гледаме како се обидува да го повика ВМРО да помане, мене лично. Тој нека тера како замислил, ние ќе тераме како што сме замислиле, времето ќе покаже кој бил во право. Сега само поднесе декларација за Илинденското востание, ваш коментар? Па нели беше заштитен идентитетот, сега чум употребата од вакви декларации. Се разбира дека ова го зборувам во форма на иронија, не само што не го заштити идентитетот, туку целосно го распродадува. И тоа го распродава еднострано, мислејќи дека ќе се случат оние настани кои што се случија пред 5 години. Овој пат се излажа и такво нешто нема да се случи. Кога ние предложивме да донесеме декларација во парламентот за Гоце Делчев, тогаш од страна на СДСМ бевме исмејувани, од страна на СДСМ во тој период бевме игнорирани, одбивани и така натаму. И сега како најнаш, после неколку месеци, се јавува жилбата на овие кои што тврдат дека го заштитиле идентитетот, а во суштина го уништиле и го распродале, да дадат една ваква декларација или резолуција. Јас не можам да ги разберам пораките од СДСМ, на дневна основа се конфузни. Не знам кој е човекот кој што ги создава тие пораки, но дефинитивно таму владее стихија. Таму нема јасна порака. Јас ги разбирам дека тие имаат фрустрација бидејќи се малцински коалиционен партнер во владата и оние пратеници во парламентот, иако по бројка се многу поголеми од пратениците на ДУИ, тие се инфериорни и мора да ја поддржуваат оваа влада на ДУИ. Не знам зашто, претпоставувам некои лични причини, но мој совет до нив би било да се консолидираат и барем да имаат каква таква координација во пораките кои што ги даваат во јавноста, бидејќи вака како што настапува, не само што дополнително се предмет на исмејување, туку мислам дека после дебаклот кој што ќе им се случи на парламентарните избори, им се закануваат и многу пострашни работи да станат маргинална политичка партија во Македонија. Уште едно прашање од мене. Министерот Бектеши денес се очекува на влада околу концесиите за рудниците и ловица да презентира. Ќе слушниме што ќе биде понатаму. Која е вашата порака? Имам две пораки. Првата порака е тие што се излажани, овој пат да внимаваат добро да не бидат повторно излажани. И втората порака е поврзана со претходниот одговор на претходното ваше прашање. Не можам да разберам зошто СДСМ ги штити бизнис интересите на ДУИ во Струмица. Само што тоа не ми е јасно и која е цената што оние што креваат два прста и се дел од оваа коалиција ја имаат за да ги штитат интересите на Демократската унија за интеграција во Струмица. Претпоставувам, набргу денеска тие самите ќе го слушнат одговорот од народот. Благодарам. Господин Мицковски, ја начнавте темата околу Битолскиот совет. Што конкретно ќе биде преземено за да се задржи локалната власт? Значи, како партија го имате градоначалникот, меѓутоа се изгуби локалното мнозинство. Што конкретно, освен добри надежи дека ќе се подобрат работите? Она што е важно е да функционира советот во насока на добра за битолчани за Битола. И секој обид за политиканство не е добар ниту за битолчани, ниту за Битола. Затоа и во воведната моја изјава кажав да се надмине суетата,
да седнат и да работат во интересот на Битола и битолчани. Политики ќе водиме онака како што налагаат ситуациите на политичката сцена во Македонија, но во Битола треба да се работи, да се засукаат ракави и да се работи. Што се случи тука? Ова ново формирана коалиција, не знам како, тотално неприродна, помеѓу Левица, поинаку и СДСМ, одлучи да направи буџет, односно да поддржи амандмани кои што ќе бидат дел од општинскиот буџет, кои што се за 50% поголеми од рамката која што е дефинирана со Министерството за финанси. И вие не можете, тоа е исто како сега мене да ми речете трче 100 метра и направи нов светски рекорд, а јас за тоа време не можам ни 50 метра да истрчам и ние да изгласаме дека јас ќе истрчам. Како ќе истрчам? Кога не можам да истрчам. Е така и овдека состојбата. И сега ќе се врати назад од Министерството за финансија, кој веќе и не е ни вратено, но прашање е на време кога ќе се врати. Новиот облик на буџетот е потребно да биде донесен онака каква што е рамката. И јас ги повикувам да имаат разумни амандмани, да седнат, стои на располагање и градоначалникот и најголемата советничка група во општина Битола да се договорат амандмани кои што се во интерес на битолчани и да се донесе буџетот онаков каков што е. За неколку месеци од денеска ќе има влада, ќе повторам уште еднашка, која што ќе работи за интересот на битолчани. И тогаш овие политички маргиналци, кои што сакаат да бидат големи, ќе бидат тотално незабележливи. Затоа што преку централниот буџет, преку владата, сето она кое што тие го обструираат денеска ќе биде реализирано. Така да сите овие јалови обиди ќе им бидат пропаднати, бидејќи не можат да го спречат човек кога е мотивиран да направи нешто. Тие можат да спречат ако ние не сме мотивирани, ако градоначалникот, советниците, пратениците, луѓето кои што се дел од администрацијата не се мотивирани. Но верувајте, тие горат од желба да направат нешто за Битола и битолчани, но за жал имаат работа со вакви ситни луѓе кои што сопственото его и фрустрација им се пред и над се. За неколку месеци од денеска попусти ќе ви бидат сите овие обиди да се минира работата во Битола, затоа што владата на ВМРО-ДПМН планира озбилен инвестициски циклус токму дека во Битола, ќе повторам, 46 милиони евра само за капитални инвестиции, само за Битола. Така и уште едно прашање. 33 години Општински комитет ВМРО-ДПМН, вчера прославата беше во едно од најелитните ресторани во градот. Може ли да се знае колку чинеше забавата? Прославата. Па не знам, ќе дојде, предпоставувам, сметката во седиштето на партијата, колку што чинеше, гледавме да биде тоа колку што е можно поскромно да се одбележи. Тие што беа таму видоа дека одбележувањето сепак на еден значаен јубилеј од 33 години помина навистина пристојно. Јас сум среќен што изминативе речиси 2 години и тој начин на пристојно и скромно однесување го манифестираат и градоначалникот, и советниците, и луѓето кои што се тука во општина Битола, додека на централно ниво на дневна основа имаме по 2-3 корупцијски скандали. Гледате дека во повеќе од 50 општини каде што директно или индиректно ВМРО-ДПМН има градоначалници, има мнозинство во советите, има луѓе кои што управуваат јавни претпријатија, нема ниту основано сомневање за таков вид на скандали, а камоли пак нешто да биде во јавноста познато. Така што на еден скромен начин, во духот на она како што нам ни прилега, како една народна партија, со по некоја чаша вода, со по некоја чаша сок, се одбележа овие 33 години од постоењето на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, што сме многу горди, и ја користам оваа прилика да им се заблагодарам уште еднашка на сите оние луѓе кои што пред 33 години имаа храброст, имаа визија да ги постават темелите на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН овдека во Битола, но исто така и да им се заблагодарам на современиците кои што се денеска дел од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, што продолжуваат достоинствено да се борат за пред се интересите на Македонија, а потоа нормално и за битолчани Битола и конечно на крај и за ВМРО-ДПМН. Имаше и музика. Имаше и музика, така? Да, имаше. Дозволете уште една. Денеска започнува во парламентот дискусијата за уставните измени. 10 дена треба да трае таа дискусија. Ставот на ВМРО-ДПМН е сосема јасен. Дали очекувате избори
или повторно има начин на кој што јавноста и самиве пратеници ќе бидат изманипулирани, иако е тежок случај? Па добро, неколку прашања имаше, не очекувам 10 дена да трае дискусијата, очекувам, имам некој чувство дека денеска ќе заврши. На комисијата, оваа уставна комисија, таму треба да се каже дека се 17 пратеници, од кои што пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата се 7. Значи ние сме таму мнозинство, а за да точката потоа се најде на дневен ред на пленарна седница, потребно е да има мнозинство во оваа комисија. Така што отприлика очекувам резултатот да биде 10-7, 7 да бидат против, 10 да бидат за. Овие европејци што купуваат по 30 милиона имот во центарот на Скопје и слични такви промотори на европските вредности и што имаат аудија на соседи или на успешни бизнисмени кои што имаат возраст од 35 години, а се бават со бизнис 30 години. Некако случајно во истиот месец е направена трансакција на еден хотел на една планина во Македонија и во истиот месец е купено и ова патничко возило, но еве оставам тие европејци да се тераат својата европска агенда, а ние ќе се држиме до нашата македонска агенда и ќе ги штитиме македонските национални интереси. Ако мислите дека оние осумина кои што пред 5 години гласаа спротивно на интересите македонски биле изманипулирани, не биле, тие точно знаеле што прават, така што денеска верувате во 21. век во ера на модерна технологија нема такви изманипулирани, тие си има личен бенефит и заради тоа предпоставувам одлучија да си ја продадат кожата, но верувате дека 44 пратеника на ВМРО, ДПМН и коалицијата се јасни, прецизни во својот став. Вчера имавме координација, без ниту еден збор никој да каже, во просторијата јасно беше дека зборуваме сите на глас, а тоа е дека уставни измени под бугарски диктат нема да има. Да дополнам за да не се разбереме погрешно, постои ли можност за манипулација на пленарната седница, не во однос на пратениците и минатото? Не, има, ако мислите во техниката... Никогаш да не заврши таа седница, Аха. на тоа мисле. Па видете, имаме и за тоа стратегија, иако очекуваме европејци, така барем како што се нарекуваат себе си овие милионериве, да, бидејќи цело време тврдат година дена на назад имале 80, веднаш да не развлекуваат седницата, веднаш да ја стават на дневен ред. Еве, јас ги повикувам веднаш. Еве, ако заврши уставната комисија, нема потреба да чекаме уште утре, нека закажат собраниска седница и да видиме дали имаат 80 или немаат. Ако не закажат, тогаш е јасно дека немаат. Ако немаат, јас не гледам друга политика која што оваа влада би ја оправдала во незиното постоење. Треба час поскоро да го распуштиме парламентот и да одиме на предвремени парламентарни избори. Благодарам. Хубав ден да има.